već ne si, ti si sunce, ti si živ, co nasmevka svetiš ti, sve stanuva šareno ne li. Raka daj mi, ajde сега, селесно, кога сме заедно. Другар до мене, чекор по чекор, сме посилни заедно секогаш. Смене игра, песна без крај, другарството е најубав крај. Другар до мене, срце до срце, светот станува шарено место. Кога си тука, знам дека знам, никогаш не сум Ало, дека се управи учениците, да не се сгреша нешто. Не, ама работен ден е. Секој дека иде сме на училиште. Да, беше Јосиф, ама мисли дека е. Јас мислам дека е. Нема шанса да може да ги изгледа тие движења. Бојан, прилечи ли денцот? Јас мислам дека го седеше в 9, а вие овде зборувате за денцот. Просто. Наскоро долго се не заедно. Помниш, мртво пресуване беше забрано на речното. Ого, сте се наместиле? Нешто како порано да сте пристигнале денес. Ајде дека не е добро да пивото да започна денес. Положени ви стоите сите, насмејани и весели. Убав ќе е денот. Да, расположени, а мајка си кризно, не ги вклучила. Малко си просто. А каде се видите? Никој не пише синоќа дека ќе биде одсутен денес. Баш се провери в групата. На кој што го мачи. Еден прашува за дежурен, друг за 10. Ајде лабавате малку денес? Добро утро си. Денес имаме контрола или само психолошки притиск. Денес чувствувам дека или ќе научиме нешто важно, или ќе преживееме уште еден час, за да знаеме зашто сме тука. Ајде, може да следната сериозен час. Секогаш кога зборуваш, убав по еден процент од предметнијата. Те молам барем денес, обиде се да биде сериозно. Јас веќе симнав лекцијата. Во глава, Cloud Brain. Јас сум сериозна, сериозно много. Само што седне. А веќе ми се спие. Тоа да се поизнае како данет. Секој ден, исти ритм, исти звон, исти клуб. Сепак може да биде различно. Секој ден исто, седиме заедно, некако како да сме далечни. Ама себе си гледа знака себе. Направо да се Сите сме исти ученици, но секој учи на различен начин. Лене, ако смеја да ще бъде на оваа табла, да разговарам со нея.
Аз не вярвам в бумаги, ама морам да признам. Ова ще се случва, нема логично обмисляне. Защо направим малко наводнение? Јас сум ученицата. Цигановите што ме слушаат. Клубните што ме памат. Тишината ме ги важи зборови. И денес сакам да ме научам нешто што одамна го изгубивте. Кој беше тоа? Ова не шега. Ајде малку сака постојали. Ајде! Училницата зборува. Следно што? Клубните ги почнаа да ме одговарат на тестови. Ама, ако ми вистина некој не е слушал се тоа време? А што може училница да научи, а ние веќе да не го знаеме? Не ми се допаѓа ова. Како некој да ни чита мисли. Мене ми звучи како да е писано. Како некој да не знае подобро од нас самите? Ова веќе не е обична училница. Нешто е поинаку. Како да не гледа и не слуша. Навистина? Со години ме наблюдувам. Како учите, како се споредувате, како се карате и се смеете. Еднакво се чувствувате силни, кога сте сами, иако сте окружени со луѓе. Денес решив да ве прашам нешто важно. Дали вашето однесување значи дека не сте исти? Исти сме по тоа што сите сакаме да бидеме прифатени, без да се прехрабриме. Кога се прифаќаме такви какви што сме и на обичното место може да стане нешто волшебно. И по тоа што сите, барем понекогаш, се чувствуваме оставени, дури кога сме луѓе што ги гледаме секој ден. Јас често гледам како некој е дим. Гледам на маса и некој да застане да праша, дали си добро. Различноста не треба да биде лична, што да рече. Таа може да го научи како по-добро да се разбере. Првиот испит е слушање. Секој нека каже што го прави различен и што го боли. Јас сум се чувствувам како се веќе да си имаат своја посол, а јас се уште да сум гласна, без да знам каде биде. Јас се веќе се смеам гласно, за никој да не збереш од некој колку сум тажна. Предполажам дека ако не сум залажена, ако направам нешто, луѓето ќе престанат да ме пречитуваат. Мислам дека знам се, јас сум најдобар ќе вреда позна, а може би вреди и колку грешен. Јас мочам, затоа што зборовите ти се во срцето, не на глас. Понекогаш како се подноси, отколку да ги кажам. Се преправам дека не верувам, затоа што се плашам да не бидам разочарана. Може би не сме исти. Некој секој се слушате, некој не. Кога го слушам сите вас, сваќам дека не сум толку рационален, колку што се предам. Лесно е да се криеш за твоите факти, а многу потешко е да признаеш дека нешто те плаши, дека не знаеш кој си и словно што се изгледа. Но можеме да избереме да бидеме фер, да слушаме и кога не е ни удобно. Мислам дека сите носиме некоја маска овде. Некои се гласни, некои дивки, а некои совршени. А по маските сме само деца кои сакаат некој да ги види такви како што се, без осуда и без поредување. Другарството не е надпрво, кој е по-добар и по-лосно. Ако не се работуваме, ништо нема да функционира. Ни технологија, ни живи. Сите сте исти по вредност, различни по мислење, еднакви по срце. Училноста е волшебна, затоа што сме сите заедно во неа, кога има разбирање, а не само тишина или часовите. Кога го фаќа, магијата не изчезнува и подарат. Прв пат чувствувам дека многу силно да биде победен. Секој глас има вредност. Дури и оно што ретко се слуша, понекогаш трудно тоа зборува некој. Секој од нас е важен. И дивкиот, и гласниот. Ученицата не е дивна, туку луѓе. Ние сите сме
Учението е пътуване, кое никога ще завършва. Магията е в самите нас. Мислам дека ја научивме најважната лекција од овие 5 години. Богатството не е само да сме заедно на части. Туку на неа ставиш некој сам. Нема ученича, нема живот. Сватим дека најголемото што го носим на овие години не се оценките, туку спомените и луѓето што не нас остави дали беше неговата игра. Дека забележиш тихниот глас. Понекогаш неважните зборови не се кажуваат гласно. Знаењето бездобрено е празно, опорака без смисла. Но Прицо пише дека не може сите да бидаме исти, за да бидеме заедно. Туку едност. Да умееш да заснеш, да слушаш и да разбереш. Зашто знаењето без човечност не направи проблем. Кога има заедништво, учењето става полесно, а без него секој учен се победел од својата душа. Ова беше година, полна, со часови, со тестови и очи, со смеа и грешки, со солзи што никој не ги виде и победи што не беа само на надпревари. Кога влеговме овде денес, мислам дека е само още еден обичај ден, а сега свајкам дека невалите лекции дојдат погрешно на време да ги очекуваме. Се обидо се да разберам со разум, но денес научи дека неки работи не се решаваат спорно. Се решаваат чисто разговор и стоят без човек. Може би ова не беше дефект или абус, туку подсетник. Подсетник дека не сме сами и дека треба почесто да се слушаме. Сакам да запомнам како се чувствувам во овој момент. Сигурно ќе има денови кои ќе ни биде тешко, но овој момент ќе ме подсетува дека можеме заедно. Ако излеземе од оваа училница, истината што сме време, тогаш ништо не сме научиле. Но ако излеземе, господа ни, тогаш сме научиле се. Учењето без заедништво е тешко, а училница без срце не е училница. Тука само просторија со клопи. Запомнете, сите сте исти по тоа што заслужувате почит, љубов и место меѓу другите. Со повеќе храброст да кажем извини и ти благодарам и со отворени очи да видиме кој стои сам на овој пат. И со отворени раци да напам место на нас. За секој нов ден е нова шанса да бидам добро од вчера. Пака растеме, не само по години, туку по срце. Значи не е важно само што ќе научиме од книгите, туку што ќе научиме едни од други. Ето да ги подем нашите книги со знаење, а нашите срца со спомени. Книгите научивме многу за свет, а книгодарството научивме како да бидеме дел од него. Секоја лекција имаше страници, а секој од нас своја приказна. Книгите ќе ги затворим, ќе пораснат, ќе тргнем понатаму, но најважната лекција, оние добрина почти пријателство, ќе ги носим до највеќе книга во светот. Затоа што оценките за бројки, богатството и вредност што не сме. Денес го завршуваме пето одделение. Но не го слушаме нашето пријателство. Оваа книга не е само од хартија. Во неа има смелото говорење и солзи пред првите страхови пред тест. И храброст кога прв пат кренав на работа да одговориме. И тивка подршка, кога некој се слуша сам. Секоја страница што ја сме предмет на работа и малко по-така. Може би ќе сменим училници, може би ќе биме нова наставница, но ова што го изградуваме тука ќе го носиме со нас. Затоа што вистинските љубови не се само војни, туку спомените што ги чуваме како мина книгата со посла. Ето одделение. Подготвени се приказните. Подготвени сме за новите погледи. 5 години раставме со тук. Со секоја прочитана лекција со секоја подадена Научивме дека книгата се чита со очи, а добарството со срце. Во училиште не научивме само математика или правопис. Научивме да темиме, да слушаме, да се радуваме и тук и тука на сходи. Значи, пак сме тука. Секако да сме тука, но денес не затвараме само учебници, туку и едно детско поглед. Другарството е консрцно зборуваат без зборови, кога разбирањето доаѓа природно, а емпатијата ни поврзува од лако од било што.
Sliki po hodnici, čeli što zvečka, smejani treperi, kaj srce, kaj stomak, posledno zvonče, no ne izbogu ја подготвувавме ова завршна прилика со учениците. Имаше и солзи, емоции, но тие ги оставивме само на пробите. Почитувана директорке, почитувани колешки, гости, сакам да ви се заблагодарам што денес бевте со нас. Но денес сакам да се заблагодарам на родителите затоа што сите овие години заздануваа позади нас за било кои активности. Чекореа заедно со нас. Сите заедно. Ова не е само наш успех. Ова е успех и ваш. Да продолжиме и во 6-то одделение да градите успеси со вашите деца. Ви благодарам за се. Последно звонче за крај на пето, во тетрадки криеме тајни цртежи, слики по ходници, чевли што звечкат, смејани трепери, кај срце, кај стомак. Последно звонче, но не избогум собрани спомени, во мали дланки дружење пишуваме во нашите очи, мижиме кратко, а тргаме понатаму. Учевме хуманост, да делиш ужина, едно си добро, менува денот цел. Храброст е велат, кога гласот ти држи да прашаш, да станеш за некој што ќути. Последно звонче, но не избогум собрани спомени,
тргаме понатаму. Кога ќе заболи, утеха седнува до нас. Раце на раменици, страхот станува помал глас. Ке паднеме некаде, ке станеме, заедно сакаме, веруваме, продолжуваме право. Последно звонче, но не избогум собрани спомени. Во мали дланки дружење пишуваме, во нашите очи мижиме кратко. Па тргаме понатаму. Тргаме понатаму. Тргаме понатаму. Кога денот почне сив, ти си сонце, ти си жив, со насмевка светиш ти, се станува шарено, нели? Рака дај ми, ајде сега, се лесно, кога сме заедно. Друг